Премиерот Заев се надева дека ќе ја задржи поддршката од 8 теми на пратеници за промена на уставот и покрај притворањата на Мијалков, Јанакиевски и Божиновски. Тој дури очекува и мнозинството да расте, а во процесот на уставни измени да се приклучат и други пратеници. За изјавите на дел од пратениците кои кренаа рака во првата етапа за промена на уставот дека процесот за помирување стои на нестабилно тло и постои можност да не го дадат повторно својот глас за уставни измени, Заев вели дека во фазата која следува е потребно просто мнозинство. Дури во јануари ќе било потребно двотретинското мнозинство. Јас се надевам дека ќе останат на сите своји ставови заради тоа што процесот како тече дискусијата за нацрт амандманите на уставот, инклузивноста, ќе заврши јавната дебата после втората пленарна седница која што е планирана на 1 декември и ќе соопштиме амандмани во кои што уште еднаш ќе потврдиме сериозна вграденост на опозиционите дискусии и предлози во самите уставни амандмани, што според мене ќе значи потврдување на двотретинското мнозинство, па дури и негово зголемување. По притворањето на Мијалков прва реагираше екс-министерката за култура Канческа Милевска. Ова не одело во насока на интеграцијски пристап. Сето ова помирување, јас сум убедена дека треба да биде низ овој еден интеграцијски пристап кој што го спомнав и сите оние реформски закони кои што доаѓаат во таа насока, затоа велам. Значи сето ова што ни се случува по заминувањето на Груевски, еве денеска што се случува во моментов нели со Сашо Мијалков, претходно и со другите колеги Милијана Јанакиевски и Кирил Божиновски, сето тоа според мене мислам дека не води во оваа насока во која што разговараме, а тоа е тело за помирување. На иста линија со Канческа се и Емилија Александрова и Крсто Муковски. Притворањето не одело во прилог на процесот за помирување, а независната пратеничка група допрва ќе го соопштила ставот во однос на промена на уставот. За потсетување, овие пратеници кои сега се независна пратеничка група беа исклучени од ВМРО ДПМН веднаш по кревањето рака за промена на уставот. Инаку пленарната седница почнува на 1 декември, а по неа треба да почне јавната дебата по предложените уставни измени. Токму со започнувањето на оваа втора етапа од процесот за уставни измени ќе се дознае колку обстојува двотретинското мнозинство, дали се намалува или се зголемува.